Најпрво сакам да го пуштам Рубин Земон, кој ќе слушнете што изјаве за Гоце Делчев, за македонскиот великан, а инаку се смета дека е научник. Слушнете го. Када се тоа мит станал Гоце Делчев, што го спустиме тоа на објективно научно ниво, за мене, за македонски идентитет, многу позаслужени се Кастемир Сирков, Димитрија Чуповски, дека некој што е Гоце Делчев, кој што ништо не напишал од животот, ни една битка не извојувал никаде, па када се мит направил Гоце Делчев? Зашто? Ама тоа е друга работа, тоа е колективна меморија, не може да се неша колективна меморија. Се најголемите проблеми. Ама не, јас сум научник, немаше проблем, треба аргументи и докази. Која книга Гоце Делчев е напишал? Што напишал човек? Која битка Гоце Делчев ја војувал некаде? Што војувал? Каде? Значи, тоа се каже дека ние во нашата историја. Рубин Земон, почитувани слушатели, јас лично го познавам, и то добро го познавам, потекло е од Охрид, од групата на малцинствата еѓупци, и колку што ми е мене познато, завршил во Бугарија. Ова го кажува на еден бугарски подкаст, каде што го погани, го деградира до тој степен Гоце Делчев, што го прави писател Гоце Делчев да напишал книга. Гоце Делчев беше револуционер. Меѓутоа, од друга страна тој вели, ако беше револуционер, во која битка или каде, против кого се бореше. Сега, прво јас живан сакам да кажам, ако имаш коментар, ти можеш да кажеш. Почитувани слушатели, јас може очекував, односно очекувам да се бугарските власти, бугарите, татарите, татаро-монголците и другите да се против Гоце Делчев, и знаете вие дека за волја на вистината тие ни поставуваат ултиматуми, услови за влегување Европската Унија, дека треба да потпишеме дека Гоце Делчев е бугарски револуционер. А зошто тоа така? Бидејќи во едно писмо до Малешевски, Никола Малешевски, Гоце Делчев има напишано дека што ќе правиме кога сите сме се българи. Меѓутоа, во кои околности тоа писмо го потпишува и каде го потпишува, никој не сака да кажува, освен ние, македонците, дека сите 170 до 200 писма на Гоце Делчев, никаде ниту во едно писмо не пишува дека Гоце Делчев е бугарин и дека Гоце Делчев се борел за Бугарија. Напротив, царот Фердинанд први, германецот и бугарскиот бел двор му направија заседи, го протераа и од Бугарија, тоест се движеше илегално, додека на крајот не му наместија и убиство. На Рубин Земон сакам да му порачам од овде, од Австралија, да прочита малку повеќе, го јади лебот македонски во Македонија и треба да ги почитува македонскиот народ, да го почитува и македонската историја, бидејќи нема човек во Македонија, во иселеништвото, во соседна Грција, во соседна Бугарија, во кој човек Гоце Делчев не е жив. Гоце Делчев живее и 123 години после неговата смрт, господине Рубин Земон. Ако ти си некаков научник, антрополог и живееш во Македонија, знаеш дека за Илинденското востание ниту еден бугарски војник немаше испратено царството на Бугарија. Напротив, тие го наместија Илинденското востание да стане
касапница и кланица на македонскиот народ, за да не можат да се соземат со години после тоа. Гоце Делчев е апостол на македонскиот народ. Гоце Делчев е револуционер. Гоце Делчев беше учител на македонците. Гоце Делчев е основоположник на се што е македонско. И Гоце Делчев за нас е Македонија и македонскиот народ. Ти, Рубин Земон, тоа што го тврдиш дека Гоце Делчев против кого се борел, а ако не се борел, зошто го убиле, бе, Рубин? Кој го уби тогаш ако не беше револуционер? Може да речем јас нешто? Повели. Има еден други познат великан што не написа ниту една книга. Знаеш кој е тој? Исус Христос. Ниту една книга нема написано. Но неговото влијание, може да речеме, едно од најјаките и вредни во нашата христијанска цивилизација. Тоа е прво. Не треба да напишеш книга да влезеш во историјата. Спартак не написа книга. Има многу великани што не написи книга. Не значи тоа дека не е вредно да напишеш. Огромно вредно е да напишеш книга, ама не е само преку книга што можеш да инспирираш народот да стане за востание. Така не е? Одличен пример со Исус Христос, да. Исус Христос не напиша книга, па и Гоце Делчев затоа е еден од најголемите мислители во тоа време и дури ден денес неговата мисла дека јас го разбирам светот како поле за културен надпревар, Да. а не поле за убиства како што го правеа тоа соседните држави врз македонскиот народ. Гоце Делчев роден во 19 век, а неговата разбирање на историјата и човечанството е као не сега, туку во другиот век што ќе дојди. Толку беше напредлив човек тој, напредливи мисли што имаше. А овие што джавкаа сега, ако има написано книга, тоа Па ниту ове има напишано книга, ниту ништо, туку зема пари од бугарите и од Европската унија за да треси глупости. прашањето не е кои се македонците, прашањето е кои се бугарите. Како може од 2% од народот што има бугарска крв, од тие старите бугари, да и дефинира. Турко-монголци. И да и дефинира цели тие. Една треќината, татко ми велеше, Софија една треќина е македонци. Така не е? Повеќе. Може да е повеќе. Повеќе од една третина во Од кај дојде тој збор булгар, тие се турско-татарско племе. Не сум јас расист, тие си беа шо беа, така не? Ама ние немаме врска со нив, DNA врска, крвна врска, да речеме. Нито историјска, ние не бевме дел од Бугарија, ние бевме дел од царството, империјата нина. Така, ако бевме ние бугари, цела Северна Индија се денес македонци, со таа логика. Од едно време тоа беше не дел. само Индија, Пакистан, цел Ирак, да, Иран, да. Турција. Да. Значи, тоа е малоумство, така се вели? Да. Малоумство, не знае ништо поеќе од тоа што има научено тој. Бидејќи, if you think globally, ако мислиме као светски, тоа со, не знам со колку илјади луѓе, огромни, великани, светски, не написаја ниту една книга. Ама и точно поганењето, гнасењето против Гоце Делчев доаѓа пред неговото убиство, кога треба да одбележиме 123 години од убиството на Гоце Делчев, кој беше исто така подмолно како на Јане Сандански и многу македонски револуционери и борци за независна и слободна Македонија. Токму сега пред 2-3 дена секогаш вакви провокации се јавуваат од бугарска страна, од грчка страна, во последните 50 на години или повеќе, помалку од српска страна, со некој... За жал, уште има мало. Има, да, има од четниците и од албанците. Меѓутоа,
човек што одел на школо и тврди дека не учеле за Гоце Делчев, не сме учеле. Учел нешто друго, а е експерт за се. Па не знам дали има учено или пак само одел до училиште и играл таму. За да се стекни со вакво знаење, мене Живан, не знам што да ми речат и како да ми речат, јас нема да демантирам личност, национална личност на кој било народ. Ако тој народ се идентификува со таа личност, Бравица. јас ќе одам со Што ставот. мислат тие, што се? Да, мнозинството. Ако мнозинството мислат дека е така, како Джузепе Гарибалди на италијанците и некои други револуционери, така и Гоце Делчев е нашиот Джузепе Гарибалди. 100% така е. Јас вака ја гледам таквата. Врската со Македонија е директна со земјата. А врската да сум ја грк треба да е преку Грција. Ако сум бугарин, треба преку Бугарија. Тие не се врски, тие се фашистички племена што сакаа да ни кажат ние кои сме, а самите тие не знаат кои се. Јас имам напишано еден текст, меѓутоа не го имам објавено се уште. Бугарија војуваше против цел свет. А да ви кажам, еве сега ќе го кажам тоа, кога Бугарија војуваше, почитувани слушатели, против цел свет. Војуваше против цел свет, ако се сеќавате, сакам да ве потсетам. Во Втората светска војна Бугарија потпиша договор со Хитлер, Италија, Јапонија и со сите фашистички држави во светот. И им објаве војна на британците, на американците, на русите и на сите. И гледајте злосторството нивно и нивниот, извинете ми на зборот, вртигас, памет. Да. Со цар Борис војуваја со германците додека беа поразени на 9 септември 1943 година. И брзо, кога Русија влезе во Бугарија, Советскиот сојуз, тие потпишаа договор со Сталин, со комунистите потпишаа договор и прогласија држава, слободна држава и објавија војна. Во истиот момент му објавија војна на Германија, на Италија, на Јапонија, на Турција и на сите други кои беа вклучени. Значи во тој период, во еден период кога се вклучуваат два договора, едниот со Хитлер, другиот со Сталин и нивните сателити, нивните што ги поддржуваат. Значи во тој период Бугарија беше непријател, светот им беше непријател број 1. Затоа што тие не го имаја поништено договорот со Германија и со Хитлер. А го потпишаја со Сталин и со Советскиот сојуз. И сега ќе кажат тие во ова време дека тие биле некаква нација, некаков народ, а истото им се случи и во Втората Балканска војна. Во Првата Балканска војна, тоа многу го следам сега и го изучувам последните 6-7 месеци или до година, премиерот на Бугарија Иван Гешов и царот германски што му го дадоа на Бугарија, Фердинанд I, започнаа делба на Македонија уште во 2011 година. 1911, пардон, почитувани слушатели. Во 1912 година на 13 март потпишуваат спогодба со кралската Србија да ја поделат Македонија. Линијата на поделбата беше Крива Паланка, Охрид. Ги има тие карти. Крива Паланка, Охрид. Во исто време премиерот Иван Гешов бугарски контактираше со Венизелос на Грција. Да потпиши спогодба како да се подели Македонија. На 29 мај, значи со србите беше на 13 март 1912,
Со грците, со Венизелос во Софија подпиша договор на 29 мај 1912 година за да ја поделат Македонија како територија и како отоманска земја, а не помислија воопшто на македонскиот народ. И оттаму почнува првата Балканска војна на 8 октомври, меѓутоа многу е поразена и незадоволна Бугарија тоа што доби. Започна и втората Балканска војна. Бугарија војуваше против своите браќа, србите и грците. На тоа се вклучија и Романија, се вклучи и Турција и катастрофално беше поразена Бугарија. Катастрофално. И тоа и се случи во Втората светска војна. И од тоа нема поука нивната политика, нивните институции и нивните историчари кои, за жал, мнозинството се лажни историчари, а политичарите се платеници да ја вршат таа пропаганда. Ицо, тоа е увреда на човек, што сега да дојде некој овде да ти речи, ти не си аустраганец, да му речи нови луѓе, не сте вие аустрагани, вие сте Индонезија, од Индонезија. Од имате врска, пули, и вие сте калеши старите, и диџена со овде што беа и тие, и индини, вие сте вистина сега. Друго, не може човек да ти каже тебе кој си ти, ако ти си идентифираш со името на историското име на тоа место. И тоа друго што многу ме нервира за овие бугарите, ако се толку за да ослободат Македонија, не треба нам да не ослободат. Треба Грчка, окупирана Македонија да ослободат. Егејска Македонија. Но овие се були, не знам како се вели по наше македонски були, овие се були. Пулат мала држава може да ја малтретира. А со Грција ништо, трт му оди. Нема бугари сега во Егејска Македонија, затоа оди Грчи се, сите грци се грци, да, сите се грци. А песните и ората, панаѓурите сега што ги гледаме и тоа велат, тоа се пеат на бугарски, а народот што се? Оти не зеле ниту една песна бугарска да пеат. Оти не земаат пејачи од Бугарија, туку ги земаат од Македонија. Ти ја знаеш парно историјата од мене. Бугарското царство не беше само Македонија. Имаше и дел од Србија, имаше и дел од денешна Албанија, така не? Да, тоа беше Сан Стефанска Бугарија, да. Е, Русите им ја дадоа. Русите ја победија Турција. Бугарија немаше ниту едно востание, тие го кажуваат тоа, априлското востание. Меѓутоа, ниту едно востание бугарскиот народ немаше да се бори да добија држава. Тоа беше царот руски Николај II, што им, или Александар II, не се сеќавам сега, што мислам дека Николај II им даде држава Сан Стефанска Бугарија преку Албанија до Јадранско море и Егејското море да излегува Русија на Медитеранот. Јас зборам за ниното царство во 9 и 10 век. Да, тоа е сосема друго. И тогаш, тие не беше само Македонија дел од ниното царство. Тие до тогаш не беа ни крстени. Тие веруваа во богот Тангра, во богот Тангра. Нивниот цар Борис, првиот што се покрсте, се покрсте од македонците. Македонците христијанството го имаат уште од првиот век со апостол Павле, со Лидија Македонката, потоа со македонската црква Јустинијана Прима, потоа влегуваат тука светите браќа Кирил и Методија, па Охридската архиепископија, па Свети Климент и Наум Охридски, и се до ден, и универзитетот Свети Климент Охридски, најстар е во светот, односно во Европа, а тие денес ни пропагираат дека најстар универзитет е Болонјскиот во Италија.